Продолжуваме со оној серијал за борбата против гревот и како да го совладаме, и токму од вечера па понатаму ќе почнеме некако попрактично да видиме како да се совлада гревот. Тоа е оној проблем кој што повеќето од нас го имаме, значи не дали треба, видовме дека треба да се победи гревот и може да се победи, што е исто така битно, затоа што кога би одговориле негативно на такво едно прашање, тоа излишно е понатаму да се зборува, но видовме дека Бог не би барал нешто од нас, од својот народ, да правиме ако е нешто невозможно. Видовме дека е можно и за луѓето, и како најубав пример, видовме дека ни оставил нашиот Спасител Исус Христос, кој што, како е брат Јани што нагласи изутрина, исто така дошол и заради тоа баш дошол токму во нашата грешна природа, за да ни даде пример, да покаже дека е можно да се совлада гревот и да се живее богоугоден живот и живот според Божјата волја. Што е единственото нешто што ќе се гледа на судот? Кога ќе изгледаме на суд, што е тоа? Според што ќе ни се суди? Според делата. И дори Елен Вајд вели на едно место дека единственото прашање кое што ќе ни биде поставено, ќе биде дали сме го одржале законот. Односно, дали сме живееле еден совршен живот на оваа земја. Дека е можно, видовме. Ајде да се подсетиме прво, како почетни стихови, би ги прочитал последните два стиха од како тоа мудриот Соломон ја завршува, ја заклучува својата беседа во она интересна, необична негова книга, книгата на Проповедник. Значи 12-тото поглавје од книгата на Проповедник, 13 и 14 стих. Многу добро познати стихови. Да го чуеме завршниот збор на се. Бој се од Бога, исполнувај ги неговите заповеди, зашто во тоа е се за човекот. И потоа вели 14 стих. Зашто сите скриени дела, било добри или зли, Бог ќе ги изведе на суд. Значи, и не само скриени, туку се тоа на што се гледа, но потенцира дека не можеме ништо да се сокриеме пред судот. Господ ги знае нашите мисли и ќе видиме дека суштината на гревот не е само оно што надвршно ќе го направиме како дело, како акт, како што нели вели во 1 Иваново 3 глава, дека тоа е кршење на законот или беззаконие, туку е многу повеќе од тоа. Интересно што се спомнува израз овде, бој се од Бога, исполнува ги неговите заповеди. Живееме токму во времето на Јом Кипур или во времето кога судот се одвива на небото. Ја имаме онаа сериозна порака од Откровение 14 глава, сите три ангелски вести, нели, но првата би ја прочитал, затоа што таа го најавува судот, 14 глава Откровение, 6 и 7 стих. И видов друг ангел како лета посреде небото, имајки вечно Евангелие, за да им го проповеда на жителите на земјата и на секоја народност, и на секој племе и јазик и народ. Изборуваше со силен глас, бојте се од Бога и подајте му слава, зашто дојде часот на неговиот суд и поклонете му се на оној кој го создаде небото и земјата, морето и водните извори. Че живееме во време кога судот се одвива. Ова е сериозна порака за наше време, затоа што, како што видовме, секој од нас ќе излезе на суд и сите наши дела ќе бидат изведени пред судот.
И како ќе се покажеме пред судот? Ако за оние кои што жално е за оние кои што веруваат дека не можат да го победат гревот, затоа што ќе покажат? Пред време се осудени, значи веќе. Злите дела ќе бидат видени нивни, дали тајни, дали јавни, но иако оваа порака крие, мислам, покажува една голема сериозност, по тоа што се гледа како ангелот лета, значи покажува и ургентноста на пораката, посебно ова кога го имаме во предвид, кога живееме во времето на судот, ургентно е прашањето, одговорот на прашањето, дали ние сме го победили гревот и кога тоа и дали ќе се случи тоа во нашиот живот, затоа што е време на судот. И многу е важно како ќе излеземе на тој суд. Но во истите овие стихови се крие и солуцијата и одговорот на ова прашање, а тоа е, забележуваме на почетокот, вели дека овој ангел кој што лета посреде небото го има вечното Евангелие. Солуцијата на проблемот греф е вечното Евангелие. Решението е во вечното Евангелие. Тоа може да ја спаси душата и да ја подготви за судот. А што е Евангелието? Што ни вели Павле? Римјаните 1.16, тоа е познат стих. Зошто јас не се срамам од Евангелието, бидејќи тоа е што? Сила. Ама каква сила? Може да каже ваква, таква, оволкава, толкова, не. Божја сила. За спасение на секој кој верува првен за јудеец, а и за грк, значи за секого. Евангелието е Божја сила. Божјата сила, што е Божјата сила? Тоа е најголемата, најмокната сила што може да ви биде на располагање. Има ли нешто посилно од Бога? Значи, тоа е сила Божја, Евангелието. За спасение, од што спасение? Он е познат стих од Матеј, 1 глава, 27 стих, мислам дека се спомна нешто околу тоа и во пуката. Ке му го даде името Исус, значи ке родиш дете, ке му го дадат името Исус, кој што ке го спаси својот народ од нивните гревови. Спасението, тоа значи спасение и избавување од грешната состојба, од гревот. Тоа е најголемиот проблем на човештвото, тоа е најголемиот, најсилниот, најраспространетиот вирус. 1 Јованово 3.5, видите што вели овој стих, 1 Јованово 3.5. И знаете дека тој се јави, за да ги отстрани гревовите, а во него нема грев, и затоа и можеше да ги отстрани. Значи, целиот план на спасение е за да се отстрани гревот, за да се совлада гревот. Да не спаси Господ Исус од гревот. И зашто сега е потребно самиот стих во Римјаните 1.16, кој што вели дека Евангелието е Божја сила за спасение од гревот, можеме да додадеме сега според тоа што прочитавме. Замислите си, за да се совлада гревот е потребна Божја сила, кој што е неограничена, повторно да кажам. Значи, самото тоа имплицира и укажува на тоа дека гревот е сила. Гревот е силен и затоа имаме проблем во совладување, затоа не е потребна Божјата семоќна сила. Гревот е многу посилен од нашата волја, од силата на нашата волја. Тоа сите ние сме го искусиле. Не можеме со тоа што ќе се запнеме и ќе кажеме, од сега, вака ќе правам и крај. Значи, нема тоа да ми се повтори точка. Не можеме така. Сме пробале и сме паднале. Дори во посланието до евреите, што вели таму писателот на евреите? Гревот кој што лесно не сплеткува или лесно се прилепува за нас, вели другиот превод. Токму заради таа наша грешна природа. Имаме проблем со гревот.
Значи, затоа е потребна Божја сила, Божјата сила како решение, а тоа е Евангелието. И знаете, природен закон е кој ќе се соочат, кој ќе се судрат две сили, што? Едната да надвлада една другата. Значи, не може тоа да биде некоја вечна битка и нерешено. Едната ќе надвладае на другата. Ако го имаме Евангелието, тогаш ќе имаме Божјата сила. А тоа би значило што? Победа над гревот, исфрлање на гревот од нашиот живот. Сега, ние ќе кажеме, да, ние го имаме Евангелието. Ние баш како црква на адвентисти на седмиот ден, ние го имаме вечното Евангелие, ние ја имаме вистината. Интелектуално да, можеме да ја познаваме вистината, ама да го имаме Евангелието, оти внимавајте, за ангелот во првата ангелска вест се вели не дека лета посреде небото и со силен глас го проповеда Евангелието, туку го има Евангелието. А знаеме дека првата, втората ангелска вест не ја проповедаат ангели, туку тоа е баш Божиот народ, кој што треба да го има Евангелието. А да го имаш Евангелието, значи да ја имаш токму таа Божја сила. И тој народ што ќе има сила да ги проповеда овие три ангелски вести, кои што се помогу се проповедат, за жал, е народ кој што го има победено гревот. Го нашол решението за победа над гревот, затоа што го има Евангелието. Ја има Божјата сила. Ако ја има Божјата сила, оваа друга сила, што е многу помала, силата на гревот, е истерана, е совладана, е надвладеана. Прашањето дали ние сме дел од тој народ? Дали нашето искуство е од типот, оно што го викаат американците јојо искуство, значи горе-долу, или постојано грешиме едно те исто и се каеме и пак грешиме и пак се каеме и пак грешиме и пак се каеме. Тоа не е живот на победа. Тоа мислам дека на сите нас ни е јасно. И нормално ние не сме, ќе кажеме, ние не сме некои кои што правиме големи гревови, значи. Ние не сме како тие надвор таму, ама расправи, кавги, повишен тон, љубомори, не знам што ти не, што може и дури тука да се појави, да не зборам понатаму никој, јас не ве гледам, не знам, нити вие мене ме гледате, ма Господ знае. Сето тоа е проблем, сето тоа покажува дека не сме победиле. Или пред некој време го постави тоа прашање и нормално и нам самиот себе си го поставувам највеќе, затоа што сите ние треба да се испитуваме самите себе. Што ако ја во мојот живот го имам истиот проблем што сум го имал пред 10 години? Дали го имаме Евангелието? Самото тоа покажува дека го немаме Евангелието, го немам вечното Евангелие. Ја немам таа Божја сила. Кога би ја имал, нема да имам проблем. Проблемот би се решил. Значи, не треба да се измамуваме самите себе. Многу е битно да ја знаеме, да ја познаваме нашата состојба, за да не би биле како оние во Матеј 7 глава, кои што велат 21 познати стихови пак, не секој што ми вели Господи, Господи, ќе влезе во Царството небесно, а оној кој ја врши волята на мојот татко, кој е во небесата. Мнозина ќе ми речат во оној ден, Господи, Господи, па пророкувавме во Твое име, па проповедавме, па евангелизација држевме и така натаму и се од ред до ред Ти служевме, изгонувавме и бесови во Твое име, нешто што не знам кој од нас би можел да се пофали овде. Значи демони, и правевме многу чуда во Твое име. Тогаш јас ки им изјавам, никогаш јас не сум ве познавал, одете си од мене вие кои правите беззаконие. Че вие сте беззаконици, вие го кршите закон, вие не го држите, вие мислите дека сте во ред, дека го имате Евангелието, ама како Лаодикеецот. Лаодикеецот не е свесен за својата состојба. Тој мисли дека се е во ред со него. Значи, прв многу битен чекор е освестувањето. Да сватиме дека не сме тоа што мислиме дека сме. Го имаме Евангелието и готова работа. Што вели во 1 Коринќаните 15:34, прво послание до Коринќаните 15:34. Интересен стих.
Прво Коринќаните 15:34. Отрезнете се, освестете се, како што треба и не грешете, зашто некои не го знаат Бога, за ваш срам го велам ова. Кога би опознавале Бога, кога би опознавале и би го имале Евангелието, ние би били победници. Во стих вели, отрезнете се, освестете се и не грешете повеќе. Затоа што самиот грев во нашиот живот укажува на тоа дека не сме победници. Тоа е многу едноставно да се свати. Матеј 6:24 јасно вели дека не можеме да им служиме на двајца господари истовремено. Значи да не се заблудуваме дека можеме и вака и така. И 2 Петров 2:19. 2 Петров 2:19. Им ветуваат слобода, а самите и робуваат на расипаноста, зашто од што е некој победен, на тоа и му робува. Ќе видиме дека гревот не е само акт, дело, туку кога правите грев, вие всушност му робувате на гревот. Вие сте заробени, вие не сте слободни, затоа ви е потребно спасение, избавување, кој што можеме да го добиеме само од Господа. Јован 8:34 тоа го кажува токму, значи оној кој што, како беше 8:34, да не го зборам на памет, Исус им говори, вистина ви велам дека секој кој прави грев, роб му е на гревот. Значи, не е вистински христијанин оној кој што само прифатил одредени норми, науки и ја нема силата Божја. Дали ве потсеќа ова на едни многу силни стихови? 2 Тимотеево, 1 глава, 3 глава се извинувам. 2 Тимотеево, 3 глава. А ова знае го во последните денови. Ние живееме во последните денови, кои што денови ќе станат тешки токму заради нас, луѓето, општо зборам, нели? Затоа што луѓето ќе бидат само живи, сребролюбци, само фалци, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, несвети, без природна љубов, непомирливи, клеветници, невоздржани, жестоки, непријатели на доброто, предавници, избувливи, најдуени, повеќе сластолюбиви, а не боголюбиви, ќе кажеме, ние нигде не сме во овие категории, ама у 5 стих вика, кои имаат изглед на побожност, а се одрекли од незината сила. Ја немаат Божјата сила, силата на побожноста. Вели, отстранувај се од таквите. Значи, ја имаме науката, држиме одредени норми, но ја немаме силата. Како практично, ќе стартуваме од вечерва, немаме многу време, но како практично можеме да победиме? Значи, први мора да сватиме дека ние немаме наша правилност, не можеме да се спасиме. Мора да сватиме која е нашата состојба. И второ, треба да видиме што е гревот. Природата на гревот е многу битна да се свати. Затоа што гревот е онаа сила со која што се соочуваме. Тоа е главниот проблем, кого што треба да го надвладееме и победиме. Значи, како што реков 1 Јованово 3:4, обично се цитира тој стих, дека гревот е беззаконие, гревот е кршење на законот, акт, дело. Но, според Јован 8:34, што го прочитавме, значи оној кој што прави грев, му робува на гревот, испаѓа дека има нешто тука многу повеќе, многу подлабоко. Значи, гревот ти е газдата, гревот ти е робовладетело, да кажам така, а ти си робот. И она што го правиме е само плод на она што е внатре длабоко во нас. И тука е главниот проблем, коренот. Секој кој што е роб на гревот прави грев, можеме да кажеме исто така. Врз основа на 8:34 стихот. Пак да се посетиме на оние стихови од Лука 6 глава. Обичен, прост, природен закон, кој што ни го дава Исус, но кој што исто така влади и во духовниот свет, на духовно ниво. Лука 6 глава 43-44.
Нема добро дрво што дава гнил плод, ниту гнило дрво што дава добар плод. Зашто секое дрво се познава по својот род. Не се берат смокви од трње. Сте видели некаде? Некој трњу да роди смокви. Не се берат смокви од трњ, ниту грозје од капини. Значи, треба да се искорне од корен тоа старо дрво и да се засади ново. Мислам, Господ не обновува, не прави од нас нови дрва, значи плодни дрва. Затоа што ние сме тоа лошо гнило дрво, кој што не може да роди никако добар плод. Тоа е обичен, прост закон на природата. Значи човекот мора прво да стане добар, за да прави добро. А сите ние сме се родили со зли склоности, значи без праведност, и мораме прво да станеме праведни пред да можеме да му служиме на Бога и да му бидеме послушни. 45 стих од истата глава од Лука што вели? Добриот човек од доброто сокровиште на своето срце изнесува добро, а лошиот човек од лошото сокровиште изнесува зло, зашто неговата уста зборува до она што го преполнува неговото срце. Значи, тоа е само надвор, тоа е само акт кој што покажува дека нешто внатре не е во ред. Срцето, како што овде се спомнува. Значи, гревот е робовладетелот, вие сте под робство на гревот и потребно ни е избавување, ослободување. И имаме една многу убава слика во Стариот Завет, и секојаш имаме таму убави слики, читаме Патриарси и пророци, навистина е уживање да се чита во петокот Патриарси и пророци, кој знае по кој пат, може би, ја поминувам јас во мојот живот, затоа што ми е исто така една од поомилените книги, каде што можеме буквално од сите тие настани што ги доживеале израелците да се научиме на многу што. Што биле израелците во Египет? Робови. Ако можеме вака се изразиме, чие царство тие граделе таму? Иако биле Божи народ, знаеме Аврамово семе, граделе, нели, знаете дека учествувале во Тули, таму правеле, па знаете како ги притиснале заради саботата, како биле притиснати да уште повеќе, значи притисок врз нив, за да уште таа дневница, да кажам, нормата, да, се извинувам, не ми дојде зборот на дневница, норма, да ја исполнат. Значи тие не го граделе Божјето царство таму, туку баш Сотонското царство. Египет знаеме кој е. И иако биле Божи деца, зошто? Зошто имаме таква ситуација? Зошто ја работеле таа работа што ја работеле? Затоа што била многу платена? Зашто била добра работа? Не, затоа што морале. Затоа што морале, затоа што биле робови. И не им беше убаво, затоа што во Излез таму втора глава вика овка, стенка, се жалеа од таа работа. И тој глас стигна до небото, до Бога. Исто како што во Римјаните 7 глава, таа одлична глава за да се сватат многу работи, и воопшто посланието до Римјаните е одлично. Кај да ќе дојде на ред и посланието до Римјаните да биде средено и обработено, мислам и да биде издадено. Кај ми избега сега мене посланието до Римјаните? Еве го. 7 глава, 15 стих. Ова е од умор, ништо друго не. 7.15. Што вели? Така не знам што да правам, зашто не го правам она што го сакам, туку го правам она што го мразам. Или би рекле, го правам тоа што морам, тоа што сум приморан, затоа што сум роб, затоа што така ме тераат. Во случајов Павле во Римјаните пишува таа борба, значи таа состојба негова и немоќ што да прави и како да го совлада гревот.
Го правам тоа што не го сакам, тоа што го мразам всушност. Значи, пазете, Павле е во ситуација да го мрази гревот, ама сепак нема сила да го совлада. Често пати сме кажали од оваа говорница дека за да го победите гревот треба да дојдете до точка да го мразите. Павле вели дека го мразел, ама пак му недостасувало сила. Божјата сила. Евангелието. Како е израелците, така и еден човек кој што е под власта на гревот, кој што е роб на гревот, не може сам да се ослободи. Ти не можеле сами да излезеш до таа ситуација. Само Бог можел да биде тој кој што ќе ги избави. И затоа можеме да кажеме дека спасението на човекот од грев не е во ништо помало чудо од спасението на Израел од Египет. И тука има црвени морења, и тука има се и се што, с кои што поминували тие. Чуда. Но Египет како владетел бил видлив за разлика од она со што ние имаме проблем. Знаете, гревот многу често се спомнува како во Езекиел камено срце. Значи таа состојба всушност. Не само гревот како акт. Гревовно тело во Римјаните 6 глава, копнежот на телото во Римјаните 8 глава, лепрата исто е опишана како слика за гревот во Библијата. Значи, тоа е нешто многу подлабоко, не е само акт. Павле токму во 7 глава на Римјаните, само ќе спомнам некои главни црти, затоа што немаме време сега, дава две слики. На два пати се навраќа го објаснува проблемот на гревот како робство. И таа прва слика, што ја имаме на почетокот од 7 глава, на која што нема да се задржиме, е илустрацијата на брак. Брак на жена со човек, и жената вели преку законот е врзана за мажот, доека тој е жив, но ако мажот умре, таа е слободна. Гревот, како проблем, со кој што си врзан со закон, законот на гревот, кој што мора да се отргнеш, мора да умреш, мора да се отргне гревот за да можеш да се омажиш, таа жена да се омажи за вториот маж кој што е Исус. Но втората илустрација овде е побитна. Павле го раскажува всушност своето лично искуство кога не бил свесен за длабоките духовни импликации на законот. Значи, еднака површински, фарисејски, како што знаеле да се фалат дека го држат законот, дека се безпрекорни. Самиот тој во Филипјаните вели, во врска со законот бев безпрекорен. Самиот тој кажува, можам да се фалам, во тело. Евреи на евреите на 8-миот ден и така натаму обрежан, и во врска со законот, што се не со законот, бев безпрекорен. Ама, што станало со таа безпрекорност подосна која ќе се сретне со Христа? Римјаните 7 глава 9 стих, видите што вели? Овде тој. И јас живеев некојаш без законот, но кога дојде заповедта гревот оживеа, јас умрев. Што зборува овде Павле? Кога тоа тој живеел без законот? Што значи овде без законот? Кога ќе кажете дека некој живее без закон, може да тука да опфаќа две групи на луѓе. Значи, оние кои што немаат познавање тотално, значи, за законот, но и оние кои што имаат само површно познавање, кои се обидуваат да ги исполнат само тие надвршни побарувања на законот. И се фалат со својот перформанс, да кажем, во држање на законот. И Павле вели дека, всушност, дека можеш ти да го познаваш законот од првата до последната буква. И знаеле на памет цели глави, значи и законот го знаеле и се. Знаете, се водушевуваме тука, ако некој стане и да, нали, она што порано се практикуваше, ама сега го нема, жива Библија. Еве, утринскиот стих да го кажеш на памет. 2 реда. Дори и тоа не е тешко денес. Ама сте се водушевувале порано, сигурно, кој ќе стане некој да, или еве да се подсетиме на валдежаните, како тоа ја репродуцирале Библијата, они всушност. Учеле на памет цели глави. Но ти можеш, значи, законот да го познаваш и да го од првата до последната буква, а сепак
да не го познаваш, односно да живееш без законот. Како без закон. Затоа што плитко, површински го гледа, подосна која ќе ја запознае длабочината на законот. И тоа како ја запознал, која заповед ја спомнува во 7 глава Римјаните Павле? Што вели тамо, зашто не би ја запознал страстната желба ако законот не рече, што? Не пожелувај. 10-та заповед. И често пати кажуваме и пак ќе повторам, сите оние 9 први заповеди може да ги држите надвршно, така да изгледа дека ги држите, и тоа фарисеите многу успешно го правеле. Иако имале проблем така повеќе со втората плоча на законот, но кога е во прашање 10-та заповед, тоа што никој не го гледа, ама Господ го знае, Господ го гледа, и тука е проблемот. Тука е главниот проблем. Гревот не е само надвршен акт. Туку коренот на гревот е проблемот. Срцето, таму од каде што се извира. Освестување на состојбата. Павле овде се опишува самиот себе, своето искуство, пред да биде освестен и потоа откако се освестил за својата состојба. Да не читаме сега цитати, нема време. Еве да почитаме 15 и 18 стих од 7 глава. Така не знам што правам, зашто не го правам она што го сакам, туку го правам она што го мразам. Како што претходно го спомнав, и 18 стих. Имено јас знам дека никакво добро не живее во мене, односно во моето тело, зашто желба за добро има во мене, но не и сила за да го правам тоа. Ги спомнавме лаудикејците, лаудикејската состојба. Таа е, значи, страшна состојба, состојба во која што вие не сте ни свесни за својата вистинска состојба. Сметате дека се е во ред со вас. Ама не знаете дека се користи таму изразот беден, иако е друг збор користен во грчкиот, но оваа бедност за која што кажува Павле овде, каде беше во кој стих? Беден човек сум јас, 24 стих, е само овде употребен тој збор. Која е таа бедна состојба? Значи, лаудикејцот е во бедна состојба, затоа не ја ни знае својата вистинска состојба. Ама еве сега овде во 7 глава имаме човек кој што е освестен за својата вистинска состојба, го согледал законот, не е дека тоа се само норми, туку и средство за да те осведочи и да те покрене, и свесен си дека го мразиш тоа што го правиш, значи тоа што кршењето на законот, гревот што го правиш го мразиш, ама не наоѓаш сила. Желба имаш. Интелектуално, да, сакаш да му служиш со умот, како што вели Павле, на законот, ама сила не наоѓаш. Оваа состојба е подобра, значи ова е чекор напред, ќе одиме полека, чекор напред од лаудикејската состојба. Овде барем си свесен за својата состојба. Свесен си дека си беден, тоа Павле го кажува. Че многу грешат оние кои што велат, замисли во адвентизмот има луѓе кои што велат дека човекот од 7 глава Римјаните е обратен човек. Како обратен човек кој вели роб на гревот. Беден човек. Зарем спасениот, обратениот човек може да каже за себе беден човек сум јас. Значи, ова состојба е малку подобра, односно значително подобро би кажал, затоа што тоа е многу битен дел, да се освестиш која ти е состојбата, да сватиш дека си никаков, дека не можеш ти самиот и дека ти е потребна сила. Каде да ја најдеш силата? Божјата сила, Евангелието. Самиот Павле вели, кој ќе ме спаси од ова смртно тело, и му благодарам, вели, на Бога Исуса Христа, нашиот Господ. И повторно додава 26 стих, така јас самиот со умот му служам на Божиот закон, а со телото на законот на гревот, таа борба, судир на тие сили. Ваквата состојба на човек не го води во Ханан, не го води во спасение. Со една ваква состојба, како вакви останеме, а тоа е најчестата појава денеска во христијанскиот свет, е токму оваа 7 глава Римјаните, состојба на најповеќето христијани.
Значи, свесен сум, знам што е грев, знам дека сакам да го совладам гревот, ама не наоѓам сила за тоа и затоа паѓам стално. Со својот ум му служам на Божиот закон, ама не е доволно само тоа. А со телото на законот на гревот. Гревот е посилен од мене, гревот ме совладува. Значи, ја немам Божијата сила, која што е поголема од се друго, кој што може да го истера гревот еднаш за секојаш. И потоа во 8 глава ја гледаме таа пресвртница, која велеја само првиот стих. И така сега нема осудување, што значи што? Некој кој што не е осуден е оправдан. Нема осудување за оние кои што се во Христа Исуса и одат не по телото, а по духот. Тоа се тие кои што се оправдани, се праведни, кои што се во Христа Исуса. Ќе продолжиме понатаму следната сабота, затоа што темата е обемна, ама ќе одиме чекор по чекор, затоа што сакаме да видиме овие работи, сме ги изборувале можеби, но ете така ме поттикна духот, затоа што знаете, пак ќе кажам, сметам дека сето ова што се случува дури и со пандемијата, односно пландемијата во светот, и сите оние работи кои што допрва ќе се случуваат, ќе имаат за тенденција да не одвлечат од вистинскиот проблем, значи да не го насочат вниманието на нешто трето, а најголемиот проблем што јас и сите ние го имаме е гревот. Тоа е најопасниот вирус. Мораме да најдеме вакцина за тој вирус. Така да кажам, вакцина. Вакцината е најдена одамна. Само ние треба лично во нашите животи да ја најдеме и да ја примениме. Нека му е слава на Бога сега за сега. Тука ќе застанеме. Продолжиме следната сабота. Боже и Господе наш, Ти благодариме за Евангелието, за вечното Евангелие, кое што е тоа исто од почетокот до крајот и кое што е таа иста Божја сила, кое што е имал на располагање Јов и Исус и мнозина други великани на верата, кои што ги нарекуваме, кои што победиле, како што и ние можеме да победиме. Сето она што тие го имале на располагање пред се Исус, за кој што зборувавме мината сабота, немал ништо повеќе од тоа што ние го имаме на располагање и ни оставил совршен пример како еден од нас, како човек со сите слабости, да биде искушен во се, но не сгрешил во ништо. Тоа е совршенството кон кое што треба да се стремиме. Да, ние никогаш не можеме да кажеме дека не сме сгрешили во ништо, но можеме да дојдеме во состојба кога нема повеќе да грешиме. Треба да се освестиме и да сватиме која е нашата вистинска состојба и каде сме сега во однос на пред 10 или 20 години и дали можеме не мачи ист грев, ист проблем. И самото тоа само покажува дека ја немаме Божјата сила, а таа ни е на располагање. Вечното Евангелие, Божјата сила, примено во срцето, Словото Божјо, прави чуда. Да дозволиме Господи да направи чудо со секој еден од нас. Право чудо е што сме овде, но уште поголемо чудо ќе биде налик на она што видовме од како тоа си го извел својот народ од Египет, налик на тоа чудо ќе биде и чудото да ние се најдеме во Ханан, а тоа можеме, затоа што со Тебе се е можно и со Твојата сила и помош. Води не во новата седмица и нека нашето искуство биде од победа во победа, од слава во слава. Нека Ти е слава Тебе, Господи, за се во Христово име. Амин.